Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што ни носи овој ден. Неприкладна сцена каде мајка првпат бебето на клиниката за гинекологија и акушерство си го видела облечено во парталава бенкичка со дупки. Ја отвори Пандорината кутија за совкупната грижа и однос кон новите мајки по породувањето во најголемото родилиште во Македонија. Мајката за Слободен печат рече дека се породила во првата половина на јуни. Бебето е било донесено во собата да го види за првпат во парталава облека со дупки. А правилата на ГАК налагаат никако да не се дозволува мајката да носи своја облека во која ќе го пресоблече бебето додека е хоспитализирана и исклучиво е дозволено да го пресоблече при испис од болницата. Ова се прави од хигиенски, санитетски и здравствени причини. Во групата на Facebook Труднички муабети, објавата со фотографиите од новороденчето во искината бебешка облека која има самата болница, ги мотивираше и другите мајки да споделуваат негативни искуства. Незината цел е да се подигне свеста за пропустите во здравствениот систем и работите да се подобрат. Газдата на дивата дискотека Пулс Дејан Јованов Деко, во која што загинаа над 60 млади луѓе, со години бил во комуникација со полициски началници, полицајци, инспектори, совработени во Министерството за економија, кои му дојавувале кога ќе има контроли и рации во дискотеката. Ова го покажа СМС и Вибер комуникацијата на Јованов, која што беше презентирана на судско рочиште за Кочанската трагедија. Алармантно во Европа, шумски пожари беснеат во поголем дел од јужниот дел на континентот, принудувајќи илјадници луѓе да ги евакуираат своите домови и поттикнувајќи ги властите да им забранат на гледачите пристап до етапа од познатата велосипедска трка Тур де Франс. Стотици пожарникари се борат со пожарите што уништија повеќе од 19.000 хектари земја низ Португалија, Шпанија, Франција и Грција. Температурите повторно се зголемуваат, а се предвидува дека температурите ќе достигнат 40 целзиусови степени во делови од Европа, кои се уште се опоравуваат од последиците од рекордниот топлотен бран. Повеќе од 10.000 жители беа евакуирани. Во периодот од 2 февруари до 31 мај годинава, во системот Безбеден град се евидентирани вкупно 33.722 прекршока од возила со странски регистарски ознаки, информираат за Слободен печат од Министерството за внатрешни работи. Од нив најголем дел прекршоци се регистрирани во мај 11.258, а најмал број се регистрирани во текот на февруари 4.301. Гласот на диаспората бара систем што не смее да падне, но токму тука почнува најчувствителното прашање во изборната реформа. Дали Македонија има систем, капацитет, контрола и доверба за да се дозволи гласање надвор од избирачкото место? Прашува колегата Мартин Богатиновски. Растат приходите во буџетот за 6 месеци се собрани речиси 170 милиарди динари, истакна министерката за финансии Гордана Димитриевска. Полицијата уапси 16-годишно момче од Тетово поради кражби во верски објекти. Компаниите во Македонија ќе добијат можност да се спасат од стечај уште при првите знаци на финансиски проблеми, но истовремено ќе се соочат и со многу построги обврски за навремено реагирање. Тоа го предвидува новиот предлог закон за рано предупредување и превентивно преструктурирање на трговските друштва, кој треба да почне да се применува од 1 јануари 2027 година. Русија изврши уште еден масовен напад врз Киев, во кој се убиени 11 лица, а над 70 се повредени. На бројните видеа што доаѓаат од Киев, може да се видат згради како горат во пламен. Украинскиот претседател Володомир Зеленски се огласи: "Нашите војни беа немоќни против балистичките ракети." Бројот на загинати во земјотресите во Венецуела се искачи на 3342. Во
Во затвор во Шри-Ланка веќе втор ден има немири и судири меѓу затворениците и чуварите, при што најмалку 8 луѓе загинаа, а десетици се повредени. Со засилени безбедносни мерки, затворските власти спроведуваат истрага за да ја утврдат точната причина за немирите во затворот, во кој моментално се наоѓаат 2417 затвореници. Од денеска, Европската Унија воведува задолжителни правила за сите нови автомобили. Мора да бидат опремени со дополнителни системи за заштита на возачот, патниците и пешаците. Над 100 луѓе се приведени во Турција пред самитот на НАТО. Меѓу нив има и новинари. Организациите за човекови права предупредуваат дека просторот за слободно изразување во Турција се намалува во последните недели. 6 мистериозни метални сфери што викендов беа пронајдени на плажата Форест Бич во северниот дел на австралиската држава Квинсленд. Најверојатно се делови од ракета, соопшти Австралиската вселенска агенција. Американскиот претседател Доналд Трамп упати нов напад кон италијанската премиерка Џорџа Мелони преку објава на неговата платформа Truth Social, во која сподели фотографија на која таа гледа кон него со ироничен надпис: "Потребна е забрана за приближување." Трамп и Мелони претходно имаа пријателски односи, се додека не дојде до разидување околу одбивањето на Италија да ги поддржи САД во војната со Иран. Новиот селектор на Германија и аналитичар во телевизиските преноси на светското првенство, Јерген Клоп, предизвика огромни реакции во јавноста со остри критики упатени кон претседателот на САД Доналд Трамп и првиот човек на ФИФА Џани Инфантино. Уште се зборува за свадбата на Тейлор Свифт и Тревис Келси, која се случи викендов. Меѓу другото, откриен е и драгоцениот и многу едноставен брачен совет што им го дал на младенците актерот Адам Сандлер во улога на матичар. А знаете што им рекол? Бакнувајте се цело време. Во наједноставна форма, тоа е добра работа. Тешко е да се расправате кога ја бакнувате вашата сопруга или таа ве бакнува вас. Добар совет, нели? Ова беше последната информација од мене. Многу повеќе на slobodnpečat.mk. Се читаме.